Во рамките на меѓуармиската соработка помеѓу вооружените сили на Република Македонија и на Франција, однодамна во арсеналите на нашата армија се наоѓа преносното противоклопно пешадиско орудие Милан. Ова орудие нашите војници го добија како подарок од пријателска Франција. Нормално за ракување со ова орудие беше изведена и обука со која раководеа француските инструктори. Најдобар начин за да се провери совладаното секако е тоа практично да се провери. Криволак, полигон за противоклопна борба. Меѓу оние кои присуствуваа на оваа проверка беше и началникот на генералштабот на армијата на Република Македонија, генерал подполковник Јован Андреевски. По краткото запознавање со планираната активност, демонстрацијата на можностите на ова орудие започна. Најпрвин, првата ракета ја испука инструкторот од француската армија. Следеа уште две ракети. Со нив само беше потврдена констатацијата дека припадниците на нашата армија се навистина подготвени целосно да ги совладаат строгите НАТО стандарди за ракување со оружјата на оваа алијанса. Но најпрвен да видиме за какво орудие се работи. Се работи за противоклопно ракетно орудие Милан, кое е произведено во соработка помеѓу германската и француската армија, некаде во почетокот на 70-тите години. Од тогаш па наваму е користено во повеќе војни, да кажам, помеѓу останатото и во војната помеѓу Иран и Ирак и во пустинската луѓа. Се покажало многу ефикасно во сите временски и климатски услови. Системот Милан првенствено е развиен како лесно преносно противоклопно орудие, наменето за пешадијата, но возможно е негово монтирање и на моторни и други борбени возила. Ова орудие е наменето за борба првенствено против тенкови, оклопни и други борбени возила, за уништување на бункери, утврдени згради и слично. Принципот на работа со ова орудие наедноставно би се опишал вака. Операторот рачно преку оптичкиот систем постојано ја следи само целта, настојувајќи да ја задржи во центарот на нишан. Милан е орудие, противоклопно орудие, кое уништува цели на мали и средни далечини, значи на далечини до 1900 метри. Со вакво орудие, со оглед на тоа дека ракетата е многу скапа, можат да ракуваат исклучиво добро оспособени оператери војници. При ракувањето со ова орудие треба се внимава на тоа да ни во кој момент не смие операторот да ја изгуби целта,
Тоест, тој во секој момент ја има целта на нишан, а ракетата оди по нишаната. Сите планирани метки беа погодени. По еден ваков момент нормални Верти, овации и честитки. покажавме и докажавме дека можеме да бидеме рамни со останатите војници од НАТО. На инструктори на